Ова клиника или старата градска болница сериозно внимава и на кадровскиот потенцијал. До сега 28 доктори од оваа здравствена установа се испратени на едукација во странство и тоа во сериозни и многу напредни здравствени центри, меѓу кои UCLA во Лос Анџелес, Хамбург, во Германија, во Словенија, во Турција, во Белград и така натаму. 21 доктор се на специјализација, од кои двајца се во странство, еден е во Љубљана и еден во Белград, а се чека да тргне и уште еден на специјализација во странство. На овој начин се сериозно се зајакнуваат двата основни столба на здравствената заштита, и тоа здравствената инфраструктура која што ја реновираме и која што треба да е комплетно завршена до крајот на оваа година, и кадровскиот потенцијал во кој што сериозно инвестираме преку испраќање на доктори на специјализација во Македонија, во странство и на доедукација во најразвиените болници во светот. Ова се двата основни елементи за развој на еден здравствен систем или на една болница. Третиот елемент е опремата. Во тој сегмент исто така имаме многу инвестирано во оваа болница. Само во последната година има инвестиција во вредност од 50 милиони денари на опрема која што е веќе ставена во функција и на здравствените работници, но и на пациентите. Инвестирањето во овие три столба овозможува напредок на болницата. Напредокот на болницата се гледа и во воведените нови методи или процедури. Во оваа здравствена установа во последните 3 години се воведени 72 нови методи или процедури, што е одлично постигнување и за што можам да им честитам и на менеджерскиот тим, но и на сите здравствени работници во старата градска болница овдека во центарот на Скопје, затоа што 72 нови методи или нови процедури за период од 3 години е сериозно поместување на нивото на квалитет на оваа здравствена установа, а имајќи пред дека станува збор и за универзитетска клиника, тоа значи и сериозно поместување на нивото на квалитет на здравствениот систем на Република Македонија.